Македонија е меѓу земјите во кои употребата на антибиотици, особено во време на пандемија, е значително зголемена, со што се зголемува и можноста кај се поголем број на македонски граѓани антибиотиците повеќе да не действуваат, бидејќи бактериите станале отпорни на нив, токму поради зголемената употреба. Стотици илјади смртни случаи се случуваат поради вообичаени инфекции кои претходно се лекувале, бидејќи бактериите што ги предизвикуваат станале отпорни на лекувањето, се наведува во студијата изработена токму за злоупотребата на антибиотиците. Антимикробната отпорност представува значајна закана за човештвото, предупредуваат здравствените експерти, повикувајќи се на студијата објавена во медицинско списание во кое се открива дека таа стана водечка причина, бивајќи околу 3500 луѓе секој ден. Според досега најсеопфатната проценка на глобално ниво, повеќе од 1,2 милиони луѓе починале во 2019 година како директен резултат на бактеријска инфекција предизвикана поради отпорност на бактериите на антибиотиците. Овдека морам да нагласам дека во никој случај првите денови не смее да се зема антибиотик без да се консултира лекар и без да имаме докажана бактеријска инфекција, бидејќи ако го земаме антибиотикот на недокажана бактеријска инфекција, правиме двојна негативност кај децата. Прво, немаме што да лечиме, значи го даваме антибиотикот без потреба, а од друга страна го оптоваруваме организмот за да може тој антибиотик да се разложи, да се исфрли од организмот. Значи правиме двојна негативна реакција кај децата и обично при неадекватно даден антибиотик многу често се влошува клиничката слика. Поучени од заклучоците во студијата, здравствените власти во земјава треба посериозно да обрнат внимание на проблемот со зачестената употреба на антибиотици и да се наложи нивната примена само во случај кога тоа е нужно. Без прецизен протокол и соодветна регулатива за казнување на лекарите кога препишуваат антибиотици надвор од вообичаената практика, антимикробната резистенција меѓу македонските граѓани ќе станува се поголема, а со тоа и бројот на смртни случаи предизвикани од бактерии што станале отпорни на антибиотиците.